Во училиштето Христијан Карпош во Кумановската населба Иго Тричковиќ беше пуштен во употреба Центарот за ран детски развој Сонце, во кој по 3 часа дневно ќе бидат згрижени 100 деца од оваа Кумановска приградска населба. Центарот за ран детски развој отворен со поддршка на УНИЦЕФ, Фондацијата Телеком и општина Куманово. Во почетокот ќе бидат згрижени 60 деца. За отварањето на центарот УНИЦЕФ издвојува 900.000 денари, а општината 1.400.000 денари. На отварањето на дневниот центар присуствуваше техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски. Ременски истакна дека станува збор за важен проект за општината, родителите и на децата во оваа населба. Што се однесува до потребата на згрижување на децата од Куманово во градинките, заменик министерката информираше и разговарала со градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски за можни идни локации за изградба и проширување на капацитетите на веќе постоечките објекти. Во овој свечен дел покажавме грижа за она што значи посветеност на потребите за најмладите. Меѓутоа на работната средба што ја имавме претходно со градоначалникот, иницииравме неколку проекти кои што треба да започнат како инвестициски, коинвестициски проекти помеѓу општината Куманово и Министерството за труд и социјална политика по однос на определување на локации, донесување на одлуки од страна на Советот на општината Куманово. Додаде дека општината веќе има лоцирано 3 локации за изградба на нова детска градинка, но и дека не исклучува можноста за реновирање на постоечките градинки. Кумановската градинка Ангел Шајче рече заменик министерката заслужува простор, бидејќи ги почитувала нормативите и стандардите. Градоначалникот Дамјановски најави дека децата ќе присуствуваат по 3 часа и дека капацитетот за прием е 100 деца. Се направи 2 училници за дневен центар, капацитет не околу 100 деца, и е направена училница за основното образование во населбата, каде од една руиниран простор успеавме да го реновираме и да направиме пригодни услови за ова населба, која е една од подинамичните во однос на прирастот на ученици, бројот на запишување на ученици во основното образование, и наша одговорност и задача е да ги подобриме условите за припрема на дечињата за едукативните процеси. И тој додаде дека разговарале со министерката за можни локации за изградба на нови градинки, бидејќи како што подвлече капацитетот на градинките во Куманово е лимитиран и потребата е огромна. Би сакала да се надополнам во она што министерката го кажа, дека ова е многу значајно за родителите, семејствата и децата, бидејќи со отварањето на овој центар ќе им дадеме можност на повеќе од 60 на деца кои ќе може да го посетуваат овој центар. Ова е многу важно и значајно и за УНИЦЕФ. Ние и понатаму ќе продолжиме овде во Куманово да отвораме ваков вид на центри и како што кажа министерката, јас потполно се сложувам со неа, и УНИЦЕФ мисли дека е значајно децата од ран детски развој да почнат да учат во ваков вид на центар, а тоа ќе влие позитивно и за нивна понатамошна едукација и напредување, не само на овие генерации, туку и на сите во иднина. Заменик представникот на УНИЦЕФ Ража Берада истакна дека овој центар е многу значаен за Куманово. Најави дека УНИЦЕФ ќе продолжи со соработка со општина Куманово и подвлече дека многу е важно децата од ран детски развој да почнат да учат во ваков вид на центар, што тоа ќе влие позитивно и за нивна понатамошна едукација и напредување.